Стружанката Нела Стојанова е една од жртвите на бездомните куќиња. Физичките рани вели заздравуваат, но не и психичките. Таа се уште се бори со стравот и траумите кои ги доживеа. Јас морам да нагласам дека сум љубител на животни, но навистина мора да се превземе нешто за да се реши оваа хаотична ситуација, бидејќи животот на луѓето е пред се. Затоа апелирам за итно решавање на проблемот со бездомните куќиња, бидејќи никој не заслужува да живее во страв. Официјалните податоци говорат дека само во месец јануари над 10 лица пријавиле во полиција дека биле нападнати од куќиња скитници. Овие фотографии говорат за ужасот низ кој поминале жртвите, кои едва испасиле жива глава. Од општина Струга преку официјалната Facebook страна најпрвин објавија дека општината отпочнала процедура за третирање на куќињата скитнице, со тоа што подготвила проект за прифатилиште на бездомните куќиња, а воедно упатила барање до владата да им помогне во реализација на истиот. Сега пак обзнанија дека ангажирале овластени лица од Кумановска ветеринарна клиника да ги заловува куќињата скитници. Но познавачите на приликите велат дека ова не е доволно за надминување на проблемот со бездомните куќиња. Секој изгружување на такво куќе после заловување, кој ќе се спроведе воден стационар, секој куќе подлежи на тест за социализација, и тој тест за социализација мора куќето да положи. Доколку не го положи тој тест за социализација, се пушта куќето на посебна дресура. Доколку не е помни соодветната дресура и доколку за 30 дена не може да се најде решение за тоа куќа, значи морам да кажам, жал ми е, во тој случај тие куќиња треба да се успијат. Од општина Струга бараат проблемот со бездомните куќиња да се решава на национално ниво, а дотогаш од полицијата, но и од Сдруженијата за заштита на куќињата, општината бара да застанеле на влезните точки во градот и да ги проверувале комбињата или камионите за кои постои сомневање дека превезуваат куќиња скитници од други градови од нашата држава.